Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томиć. Interakcija 100%. Kažete si sve što vi leži na srceto i teži na dušeta. Tuka sme da vi pomogneme. Ekskluzivni temi, sogovornici koji nema da odbegna s odgovori na vašite prašanja, komentari ili kritiki. Postojime za vas. Glasot na narodot. Ključot na demokratijata. Glasot na narodot со Слободан Томиć во живо. Dobrodojdovte во новото издание на Гласот на народот, почитувани. Дали ќе се скрати патот на правдата? Овие фрази се можеби некому, мене ме задира и ќе речам, правдата мора да се унајде вистинскиот пат. Таа не може никој да ја суспендира. Се лажете, кои да сте, дека ќе избегнете правда. Ма како да се викате и што функција да имате, правдата ќе ве најде. Да, вечерва сум со господин Трифон Костовски, ќе се соочиме со суровата реалност, на правосудството Македонија. Дали правдата е само илузија? Зошто криминалците не одговараат? Зошто политиката не го почитува правосудството? Ова се прашање што ги посуваме вечерва. Инаку, пак ќе речам дека темата е дали ќе се скрати патот на правдата. Добро вечер и добро ден. Добро вечер, Слободане. Еве, поздрав до вас, домаќините, поздрав до гледачите и до пријателите кои сакаат да учествуваат. Благодарам многу. Да, ова интеракција е 100%. Со оглед дека рековме, за разлика од другите, ние нема од што да се плашиме, бидејќи не припаѓаме на тие групации соросоидни. Си имам за право да кажам. Господин Трифон, господин Костовски ќе ми даде за право. Возлуда, нема да ми замерете, ќе ме разберете во секој случај, давам се од себе да бидам по-природен, по-автентичен, но Гласот на народот реков за 2-3 месеца, не на 22 мај полниме 25 години. Зошто? Оти сме ваши честни домаќини и пријатели. Побаравме поддршка од сите можни институции и во државата и надвор, но затворени беа портите. Морам да ви кажам, и зошто ја го спомнам Сорос и таблумента USAID и MIAID и така не знам го се вика, бидејќи вела дека концептот на емисијата на господин Томиć не кореспондира со USAID, со Сорос и така натаму. Зошто? Оти ја бара вистината за Македонија. Таа е многу тешка и скапа. Не би посакал и вие да платите како ја што платив за вистината за Македонија. Не, затоа сме тука со господин Трифон Костовски, а не ни требаат такви пари од тие булументи, верувајте ми. Да дискутираме во контекст на правосудството. Еве, господин Костовски, како еден брвен бизнисмен, секојаш љубам да го кажам, поранешен градоначелник на Скопје, значи политичар сте, во секој случај, ја не велам поранешен, политичар сте. И тоа ќе останете до крајот на животот. И бизнисмен до крајот на животот. Вие не дојдевте во политиката, као многу политиканти во Македонија, голтари народна забелешка. Па излега со фракови, со касели на најскапи облеки, драгули, така натаму, и тоа замрзнати во големи светски банки. И затоа говорите храбро. Како ја дефинирате и анализирате состојбата на правосудството во државата? Најнапред, Слободане, како пријател, сочувство за Ѓорѓи. Знам дека те боли. Многу. Тука, како пријател, сум ти секој пат за да ти помогнам и кога е лошо, не само кога е добро. Ти благодарам. Судството е нашиот најголем проблем во нашата денешна Република Македонија. Така. Нека велат северна, јас се уште северна, не можам да го прифатам. Се уште не сум на политичко место за како политичар да морам да го изговорим името северна, бидејќи не ми се допаѓа тоа. Не си обрзан, Трифоне. Таа додавка не ми се допаѓа и секој пат за мене ќе остане оваа моја Република Македонија. Најголемиот проблем, најголемиот стожер за ова ниво кој што денеска после скоро 35 години самостојност како држава не успеавме да никнеме е токму нефункционалност на системот во кој со судството, обвинителството се клучните сегменти кои го гарантираат правото и слободите кои што ние сите се колнеме во слободата и правото кои тие треба да ги гарантираат. За жал,
веќе со години наназад, недовербата во судството и обвинителството е на најниско ниво на во светските параметри во Република Македонија. И не е случајно што масовно се заменуваат не само луѓе кои што имаат економска зависност за да опстојат, туку интелектуалци кои се одат од земјава идат бидејќи нема систем во кој што му го гарантира дека тој со својата професија, со своето знаење, навистина ќе биде почитуван во земјава и ќе го добие своето место кое што го заслужува. Тоа е жалната страна на нашава Република Македонија. Ќе ми дозволиш, ќе го цитирам. Мојот пријател Љупчо Кекеновски, професор на економски факултет при Универзитетот Кирил и Го Методи. поздравам и јас исто. На прашање како доживувате денешната нашата, дали ќе биде нашава Македонија? Тој во еден така сосема слободен израз го вели. Знаете, Македонија е денеска не е ни книга, прирачник е. Историјата за самоуништување на државата и народот. Мора да се бориме да тој прирачник го уништиме. Мора да ги поставиме темелите на оваа држава. И апсолутно промената на овој судски систем и ово обвинителство, тоа е долг процес и ја го поддржувам ВМРО и Мицковски да продолжат со оваа нивна тенденција за промена на системот, да го имплементират и да го понудат на граѓаните. Досега сите судски системи и обвинителства беа секој пат окупирани од партиите на власт, во кои што исклучиво обавува партиски интереси на поединци и групи во кои што има свој интерес. Тоа не смее да биде и очекувам дека Мицковски нема да злоупотреби оваа ситуација да постави систем судски и обвинителство во кој што ќе бидат во ингеренци да ги штитат интересите на ВМРО, туку на граѓаните. Затоа тој има мојата целосна поддршка на тој план, бидејќи јас како поединец страдам од мојава држава, од тој правен и судски систем, од таа обвинителство. Јас сум паталец во мојава држава. Меѓутоа, уште поголем паталец заради тие неправди што ми ги напре мојата држава е мојот македонски народ. Со мене, моето уништување финансиско и човечко, не ме уништија мене, го уништија мојот граѓанин кој што можев да му понудам многу нешта во кои што тој ќе беше посветен и поквалитетен. Дали правосудството навистина постои или е само фасада? Што мислите за неговата ефикасност, дефинитивно? Ефикасноста е многу евидентно дека судството и обвинителството се на најниски гранки што може, нивната ефикасност е буквално исклучиво партиски интерес. Тие се лутат, ако им кажете така. Не е точно. Видите вака, тоа е нивно право да се лутат, меѓутоа ние сме паталци. Тие се на функција во кој што го пренесуваат тој, го имплементираат тој суд или тоа обвинителство. Тие се фактички, тие се сторители на ова злодело на кое што денеска дојде Македонија. Меѓутоа, за жал, за ваквите злодела, јас и ти ќе одговараме, ама тие едноставно се заштитени како бели мечки, да ни кажам. И тоа не смее да биде. Пред законот, сите мора да имаме еднакви. За секое сторено дело, мора да ги анализираме кои се последиците од таквото дело, за да не се повторуваат, а казните да бидат најригорозни. Драгоски. Видете вака, правниот систем и законодавството, за жал, дозволуваат многу манипулации во правото во кои што виновниците после одредени периоди на застарување и се денеска ќе бидат буквално ќе се вратат ко честни граѓани во нашава држава. Па ние имаме примероци на бивши политичари кои што избега од земјава, после 20 години застарени предмети, тој е денеска вратен во земјава и тој е честен граѓанин со право на глас и да биде да учествува и на избор. И ви се смеу. И сега, а јас овдека, ја плаќам таа цената, таа цена веќе 5 години, за мене се води истрага, бе, луѓе. Истрага се води, на која сега само еднаш бев повикан. Зашто? Ни ја не знам зашто. Ама имам замрзнат имот, не смеам да го стопанисувам, не смеам да го отуѓувам. Кому, бе, брат? Кому тоа зло му го нанесуваш? Мене? Казни ме мене, однеси му затвор, ако сакаш. Ама го казнеш и мојот народ овдека. Го казнеш луѓето кои се околу мене.
Тоа е болното. И мора Мицкоски во овој контекст, не ми се допаѓа неговата надворешна политика, бара вистински пријател на база аргументи зашто сакаме да бидем партнери и во НАТО, и во ЕУ. Да бидам партнер, не да бидам сателит кој што само ќе се закачи за една, да не кажам, идеолошка матлица. Дали ја прифаќам или не ја прифаќам, не е битно. Интересот е вече. Еве, прочитаме некои перијаници кои веќе на Сорос, на USAID, ја кажувам, бидејќи се повикувам на фактичка ситуација. Наша соседна Србија вели, Трамп кажа, 3 милиарди евра дадени се против Србија, да се против системот во владата на Вучич во Србија, која направи ренесанса во делот на инфраструктурата, во делот на индустриализацијата, на градбата, сето она што е, и со еден збор не сака државата да биде како што треба. Македонија апроксимативно или не да апроксимативно околу 500-600 милиона беа дадени исто за тие шарени револуции, сето она. Прости ми, Слободане, ја вака ќе го кажам. Ќе завршам само уште 20 секунди. Конечно, прочитав некој текст на тие што веќе им секнаа чешмите и кукат и со дрва и камења по актуелниот премиер кој еве отворено кажа нема да бидам како другите и ќе барам партнери во светот од кои ќе имам навистина бенефит како држава. Нема да бидам да бацам кондури на политиканци. Сакам да кажам, да. Сите тие силни партнери, Соединените Американски држави, ЕУ, Русија, Кина, барат партнер во кој што не Сериозен. само на маса, Сериозен. партнер за сериозни предизвици кои што се пред вас да ги решават. А не баци рака. Не баци рака. Ние, на жалост, преку USAID и преку сите фондови кои што Европска Унија овде ќе ги праќа, ние живееме од помош кој некој ќе ни ја прати. Па не сум бре простијак, да ти кажам. Имам достоинство. Тоа е само маска. Дозволи да завршам. Да. Што ми е мислата? Трамп е нов председател на Соединените Американски држави. Тој е председател на Америка. Тој ги штити американските интереси. Се логично нормално. Ја сакам да го поддржам од него, ама во кој што ќе го најдам и сопственото место. Гледам дека премиерот Мицкоски токму тука иде да го бетонира местото на нашава држава во еден тој светски породек денешен или иден кој што ќе се створи. Што е државнички. Државнички, апсолутно. Трамп бара партнер во кој што ќе разговара. Во кој што љубовта за демократијата е менлива и милнива категорија, али интересот е вечен. Еве, бевме сведоци кога Трамп го спомена Зеленски како средно квалитетен комичар, не помина ни 10 дена. Еве, сега едната недела ќе иде Зеленски со договор во кој што ќе му дозволи да ги користи сите тие специфични минерали во период огромен пред нив, во кој што треба да го вратат долгот за тоа што се задолжува во мидатото. Значи, интересот е вече. И во тој случај Трамп ќе го поддржи Зеленски. Значи, демократијата и условите се менливи. Интересот е вече. Тоа се работи кои што мораме ние да ги кооптираме. Ова само да ви кажеме што се ова случај, овие инсерти. Ова е почитувани во Украина се случува за неодговорни политичари како се однесува народот. Значи, местото им е во контейнер. Бидејќи тие екзистираат од сметките, од даноците на народот. Продолжите бе молам. Дали ваква слика треба во Македонија со оглед 34 години на плячка? Не смееме до овој степен да дојдеме. Не смееме да дојдеме до овој степен. Види вака, ние воведуваме нов систем од некои бивши времења југословенски, кој постоеше една партија и немаше многу избор во кој што ќе гласаш. Денеска плурализмот, повеќе партискиот систем, ние се уште чувствувам дека не сме зрели да го имплементираме во вистинска смисла за напредок на државата. Буквално денешните партии, барем до сега, беа буквално за мене бандити, под плаштот на политичка партија, дојди на власт, плячкај и оди си. Збогати дојди дрпни дувни. Здувни. Зошто винителите не се активни во годење на криминалците? Бидејќи секој пат биле логистичка поддршка на криминалците. Секој пат тој криминалец секој пат има повеќе пари да го плати, тој што на функција отколку системот, кој што го плаќа него да дојде на таа функција. Тоа е проблемот.
Што криминалот има многу повеќе готовина и кеш пари, црни пари, кои што може да купи секој и секого. Да. Се додека така го имплементираме. Не влада правото. Систем. Ние Македонија нема иднина. Каде е правдата? У контекст на како ја обяснувате фактот дека многу суди и обвинители се неефикасни? Дали е време за реформи? Го начнавте токму тоа што Мицковски, Не господин да Мицковски, реформите се отпочнати да се разбереме. кажа јасно дека треба самите да се распуштат. А друга ситуација немаме. Види Така вака, го ја мислам дека Мицковски е мудар човек, он ќе најде систем во кој што мора да го ресетира судскиот и обвинителскиот состав. Да се ресетира во кој што ќе се научи лекцијата. Дека тие таму што е правдата ја зимат во свој раце да видат и чекачот и нековалната во државата. Тие мора да имат поголема одговорност од било кој граѓанин на Република Македонија. Граѓанинот да се колне во тоа судство дека ќе биде праведно за него, а не да се плаши. Дали да влезе во суд и во судница, бидејќи знаеш ќе биде прво мора да плати големи такси, големи давачки и на крај ќе испадне бербат човек. Едно што сакам да прашам секојаш, јас секојаш сум го критикувал така нареченото СЈО, донесен од политичка природа, позната со акцијата Којнски скок. Се извинам. Тоа беше да се симне политичкиот амбиент 2016 кога Никола Огревски беше премиер на државата и да се симне системот, да се донесе октрирана политиканска герила, на системот Баци Рака и Цветко Ичимачек, да се смени името на државата, да не го врачам сето она. Од друга ситуација имаме дека тоа СЈО се сеќавате се криеле како крт во една кафана ден и ноќ, така сега како се викаше самата Катица Јанева кажа. Од друга ситуација разбрав, видовме како заврши Катица Јанева, која беше пред се вистината, суштината, дека ќе донесе правдата, дека ќе ги обвини сите криминалци, багабонти и се тоа на државата, а видовме што се случи во 7 години. Видовме дека се слуша некоја информација дека се прави терен за една обвинителка од таа група да стане јавен обвинител. Имајќи факт дека господинот Коцевски е на заминување. Што мислите? Дали е оваков начин на правење терен на една поранешна обвинителка која исто така во таа групација? Слободане, ја не би фрлал анатема на сите обвинители кои што биле во специјалното јавно обвинителство. Не би фрлал анатема дека нема квалитетни обвинители меѓу нив. Меѓутоа, прашањето, кој ја постави Јанева, Катица Јанева? Да она биде одговорна. Него треба да го земеме на одговорност, не Катица Јанева. Катица Јанева ги имала своите предиспозиции да биде, секој пат да има за мито, корупција. Некој тоа морал да го знае. И некој поставил. За мене таа е одговорна. Односно, тој што тоа е поставил таму. Тој е одговорниот. Ја за многу незини колеги кои што беа, немам негативно мислење, меѓутоа во дадениот случај, поради таа на тема која се фрли на СЈО ради Катица Јанева, многу обвинители ги ставаме на црна листа. Не би ги ставил сите. Дозволи делата нека говора за сите лица кои и како работеле, бидејќи ние сме луѓе кои што каде да одиме оставаме траги зад нас. Трагата е фактички местото од кој што може да донесеме оценка правилна или не. Таков тип на човек да ако не ми се допаѓа работата, местото, јас си заминувам. Значи дали можеме да ги амнестираме во делот кога еве. Ама види вака, имаше преку 30 обвинители кои се денеска исто обвинители во јавното обвинителство. Убави дневници се зимали, и те како убави, мрсни. Ма нека зимат, нека бидат праведни. Тоа е битното за мене. Нека земи, ама нека биде праведна кон системот. Дали може а тие во стар да речат, слушај, Катица Јанева, ти си спротивна од системот што то денос е тука, од државата, знаеме дека американците ја донесоа дефинитивно, не може да криеме, токму таа длабока земја. Американците ние донесовме. Они може сугерирале, ама ние, вината е наша. Се согласувам, наша речи некој го сакаш дај ги да пере. бидеме одговорни без Слободане. Зошто ние да се амнестираме кои сме ја изгласале неизе? А зашто во старт не ја избрка? Истите тие обвинителки. Ама видете вака, сакам да кажам една работа. За сите последици кои што ги има од државата.
виновници сме самите ние. Јас се согласувам, дефинитивно. И затоа Американецот не може да ме биде, он си гледа својата надворешна политика во кој што он имат геополитички интерес, да се разбереме. Не, ама апсолутно не е спорен во нивниот геополитички интерес. Интересот беше да се смени Ама да го името. најдеме и сопствениот интерес. Нели беше тука. името да се смени интересот? Певек, дадовме Северна, меѓутоа испадна дека нема ништо таа работа. Нели рековме нема да гласаме за нешто што не е трајно. Еве се случи со Европска унија. Таа е веќе рапсодија у кулку, да речем, у кулку. Не знаеме што ќе биде со. Виде вака Слободане, не сме ја и ти тука експерти во кој што ќе го предвидиме како ќе биде текот на севкупниот светски поредок денеска. Се стварат нови системи, БРИКС, да, Европска унија, НАТО, коалицијата некако се љулја, меѓутоа, да ти кажем, веројатно пак интересот ќе ги спои. А јас сум за интересот да превладее. Не војната, не омразата, интересот за целото човештво да има една перспектива. Така, јас се согласувам со вас. Затоа, од тој аспект сакам да кажам, не ги познам многу обвинители кои биле во специјалното јавно обвинителство. Да, има две кои што беа две обвинителки кои беа као маскоти, во кој што нивниот настап беше елоквентен, фактографски и ми се допадна. Меѓутоа, не можам да гарантирам, не ги знам нивните дела, што стоат и како стоат. Да имат амбиции, апсолутно согласувам дека секој треба да има амбиција. Ама прво, тој што ќе го избере, тој мора да носи одговорност за тој што ќе го постави на таа функција. Тој што е изберен. Ако е собранието цело треба да си даде оставка за Катица Јанева и да биде казато. Дали се согласувате, јас верувам дека ќе се согласите со мене, ако собранието го постави, собранието може да го отповика, односно да го разреши. Така е. Бидејќи ова држава ја представуваат народните пратеници, представени од народот, од волјата на народот. Со оглед да веќе ви кажам искрено, имаме Слобода на демократијата. Ако сакаме да се очуваме државата, тука веќе демократијата се брише. Се ствара систем на функционалност. Ја сега, ако знаеме обвинителството и судството ни е во таква состојба, сега ќе бараме форми како да го измениме. Видите вака, тоа е губење во време во кој што и јавноста губи време и сите ние губиме време. Некој нешто, тој човек што е на таа функција, гледа дека е на отстрел, треба да биде достоинствен да се повлече. Повелете, изволте. Што е честно. Честно е. Меѓутоа, немаме луѓе со таков пиетет на достоинство. Немаме луѓе кои што се поставени да обавуваат нечии функции, нечии интереси. И на крај да рече, И ради тоа сме ние држава во кој што... Го спомнуваме господин Јовевски, дури беше толку слободно, вика, генерацијски сме, јас и он разлика 2-3 година. Јас сум 66, тој да има 68, вика, остатокот од животот, дај да си заминам како уставен судија. Ви се молам, каде е достоинството? Каде е човечноста, каде е праведноста? Истиот тој замижа пред многу криминални дела. Менталитетот на тој поединец е многу битен. Ако он смета дека на таа функција дошол како заслуга на некој и он му се одружил служејќи му нему, он смета дека сега треба да биде награден. Реванш. Ама тоа е веќе тоа е таа нитка во нашиот систем, тука е фалична, да ти кажам. Он мора, чим е јавен обвинител, мора да служи во име на граѓаните, во име на правдата, не на тој што го поставил. Јас, градоначелник станав со поддршка на ВМРО. Така. Меѓутоа, оној момент кога Груевски сакаше да биде градоначелник на Скопје, на моје место, јас не му дозволив. Така. И тука настана тој рад. Нема. Функцијата ти дава одговорност прво, а после привилегија. Не можам ја... На што се должи тоа што луѓето забегуваат кога ќе седнат на фотелјата? Тоа е на многу работи, се тука опрашање. И Нели вели да едуцирање, 5 и минути домашно гласуваш? воспитување, и искуство надвор и дома, се тоа работи кои што објективно одделуваат во нашиот човечки карактер. Какви сме денеска? Објективно, јас пред 20 години имав една друга димензија, денеска сметам со искуството што е наталожено со мене. Благодарам на Бога што се уште сум здрав и физички, и ментално, јас сум денеска многу побогат. И можам многу повеќе да дадам и сугестије, и некои визии како оваа држава треба да се иде и како треба да се движи. Меѓутоа, има млади популација, млади политичари, од мене ќе добијат секој пат поддршка, ако е во интерес на државата и на нашиот народ. Преди се на нас, македонците. Имаме еден сет на прашања, криминал и политичка заштита.
Планирав 10 минути и мислам дека имаме простор, да, има. И едно од прашањата е како политичарите може да бидат над законот? Зошто е тоа толку тешко да се казнат? Се слагам, никој не сме да биде над законот. Па дори првиот човек во државата. Да. Сите мора да ги обавуваме своите функции, на тоа што се поставени, јавни, согласно законите. И треба, согласно вграденото во себе чувство на праведност, да го имплементира тоа на дело. Слободане, нација и национално чувство се гради со билдање на индивидуи во сите сфери на нашето живење. За жал ние македонците, ние си плаќаме цената на своето незнаење. Не можеме да извадиме 10 фигури во кои ќе бидат неприкосновени идоли за македонската национална постава. Пример. Пример. 80 години сме самостојна држава, не изнедривме 20 луѓе во кои ќе ги кажеме, овие се легенди на нас. Направиле нешто што ќе да секој ќе запомнеме. најдеме мана и ќе го турнеме. Зошто да го турнеме? Зошто да не градиме нешто што е вообичаено во светот? Не се сите идеални, и Линколн, и Вашингтон не биле идеални луѓе. Меѓутоа го измакнале најквалитетот од нив, го дале на пиедестал за почит и респект. И денеска цел свет се поклонува на тие работи. Се согласувам. Сакам да кажам, се билда национална историја на база со поединци кои што ќе учествуваат во културата, во спортот, во уметноста, во политиката, во сите сфери на нашето живење. Имаме квалитетни луѓе од сите националности овде во Република Македонија. Меѓутоа, сето тоа не умееме да го спакуваме во едно убаво пакување и да кажеме светот, ево ова сме ние. Жал. Морам да ве прашам со оглед дека и доби прашање од моите пријатели на Facebook, статусот мој. Ве најавив дека сте мој соговорник. Имав доста лајкови, поздрави да речем. Ево личен пример. Ја спомнате вашата Евростандард банка. Секој злосторство има име и презиме. Секој злосторник има име и презиме. Од друга ситуација се движи една спекулација да речам. Тоа беше поранешниот премиер Груевски, читам на неговите статуси, адресира на поранешниот премиер кој му го зема местото на таков ваков начин и кој гради сега во Дубај зграда од 88 ката, ја реков, Вавилонската кула од Муртино во Дубај. Кој е вашиот коментар визави вас ве уништија, како што кажавте во една... Види вака, знаеш што, Слободане, мене Заев не може да му уништи. Може материјално да ми земе. Кој човек, никој пат не може. Дали ме разбираш? Он ја уништи Македонија. Не мене, уште илјадници луѓе во Македонија уништи. Тој човек, ја би му забранил влез во Македонија, во Струмица. Ништо не му значи тоа. Ништо не му значи. Немаме систем, значи. Немаме систем во кој што ќе го одвоиме вистинскиот непријател на оваа држава од оној вистинскиот родолюб кој што овдека треба да обстои. Таквите луѓе кои Заев за мене се буквално еднократна употреба и толку. Плати го и тој ќе заврши работа. Нека иде во Дубај, нека живе, нека ми се трне од очи. Нека ми се трне од очи. Тој мене со неговите, да не кажам, пајташи, беа главните партнери во банката, без мое знаење. Ја бев акционер, меѓутоа, објективно некои работи не беа на дескот, на бирото пред мене, па да знам кој се сето тоа. Не сакам политика во бизнисот. Политичарот мора да направи услови за развој на бизнисот. Политика во бизнисот нема. Политиката нека остане насрана. Да ми го дава, да ми го гарантира слободата, правдата, судството и да идеме понатака да се развиеме како држава. Заев е најголемата историска грешка во Република Македонија. Од 45 години па до денес. Како стварањето на твојата банка ја променило твојата перспектива за правосудството? Дали сметаш дека добро правото е на правдата? Вака, Слободане, денеска банката е скоро 5 години како однесена во стечај. Близко 100% има се обештетени правните и физичките лица кои што беа клиенти на банката.
Пари се собират во банката, се уште има приливи. Стечениот тим на стечениот управник и стечениот судија, тој секојдневно си собира своји приходи, си има трошкови за собирање на пари, така да се тоа пари, буквално мој пари, кои што тој стечен управник ги користи. Меѓутоа, правдата во Македонија во моментов е закопана за мене. Не сум ја тој што ја ќе си го барам правдата овде, како не во Македонија. Има арбитражи надвор во светот, кој што апсолутно ќе ја добија. Меѓутоа, кој ќе плаќа цената за сите тие глупости? Не тој, не обвинителот, не судијата, не стечениот управник. Ти, јас и многумина како нас кои што се денеска гледачи. Тие ќе плаќаат таа оштета кој што денеска ради глупости и невидени небулози луѓе ги прават само со цел да некој го уништат. Љубомората, омразата, суетата, тоа се нешта кои што за мене се страни. Не можам да мразам нешто што не познавам. Можам да имам став, ама да мразам. Зошто да мразам? И најголемиот противник не го мразам, туку едноставно нека си ода тука. Искрено да кажам. Искрено да кажам. Евростандард банка беше мојот свет во Република Македонија. Со уништувањето на тој мој убав засаден свет, мене ме погоди длабоко, како човек, како индивидуа. Во животот никој пат никој ништо не ми дал за џабе. Се сум стекнала со сопствено знаење, умешност и мој идеи како да направам. И материјално богатство и да направам се. Не е болното тоа што изгубив Евростандард банка. Слободан изгубив 3 пати поголем капитал отколку капиталот што беше во банката, бидејќи последиците од одењето на банката се катастрофални. За мене и моето семејство. Немојте да го жалите и вие, мои сограѓани, моето семејство и мене. Немојте да ме жалите. Ќе барам правдата. Меѓутоа, ве жалам јас вас, бидејќи вие сте погодени со ова моје дело. Вие ја плаќате цената на оваа небрижност на нашиве политичари, на нашиве судски органи, обвинителство, судство се. До кога тоа ќе трае, не знам. Ама знам дека едно со себе. Нема да си отидам од ова сончева Македонија до моментот додека не ја добием правдата. Правдата сакам да ми дојде на виделина. Колку и како ќе бидам обештетен, друга работа е. Али правдата мора да дојде. Со тоа ќе ја купам и ќе ја победам правдата не само за себе, и за многумина како мене кои што ги има во Република Македонија. А не има многу, кои што сме оштетени токму од оваа држава. Јас финансиски, ти фамилиарно, тој од трета работа. Се тоа цели кои што не болат овдека. А има ли лек? Мора да има лек. Ако градиме вистинско општество со социјална димензија и со вистинска правда која ќе владе за сите. Криминалот и корупцијата мора да се сузбие. Не може криминалец кој што објективно украл големи пари, со своите украдените пари си ја купува слободата и после тоа пак е почитуван граѓани во мојата држава во кој што иде надвор и се вози со Масерати, такви големи ауто. Па немојте бе луѓе, тоа е срамно за мене, срамно е за нашава држава. Цел свет ни се смее, какво правда, којто систем ние што го имаме овдека. Тоа се болни работи. Меѓутоа претпоставам дека ова влада има визија во моментов. Колку во таа работа ќе успее, не очекувам преку ноќ да се променат работите. Али првите промени ќе се почувствуваат после година и половина, две. Народот тоа уме да го цени. Дали работи за себе или работи за народот. Верувај ми. Зашто на сите избори, дали се парламентарни или локални, народот чита и казнува. Не сакам да казнува веќе народот. Нека народот бара што сака. Тој што ќе му испорача, да му повтори довербата. Неказнивоста од државата Македонија е закон, секој што кажат. Нема казнивост. Од друга ситуација, велеше и Сладјана Тасева, која се следев кога бев на вашата пресконференција, се извинам, избореше во една моја емисија Слободане, ќе му дозволи два прста да му исечат. И било што, 5 години затвор, меѓутоа кога ќе излезе, ќе има таму надвор
1 милиарда евра. Што мислиш за начинот на конфискација и казнената одредба затвор деценијски, да речем, најригорозен? Оти еве рековме, криминалците ќе се помират, ќе си ја купат слободата, ќе се снајдат. Конфискацијата. Конфискацијата мора да се воведе како еден силен систем кој што нема да има дупки во него. Да важи за секого. Да важи за секого. Ако ние го створиме тој судски систем да биде висински поставен и тоа обвинителство, дефинитивно конфискацијата ќе си најде своето место и својата улога во поглед. Не може преслободене за држава како што сме ние. Може би памтиме во некој бивши време кој имавме вистинска држава со сите служби. Така. Не може поединци кои што украле пари поминуваат границата и веќе они се за нас недопирливи. Како бре недопирливи? Абе ќе го најдам во секој дупче на земјина топка ако сметам дека он е виновник или бандита, за да докажам и пред моите сограѓани дека оваа држава има систем во кој што неказнивоста не сме да помине. За жал такви нешта кај нас се уште ги нема. Имаш идеја да се формира една агенција независна во која ќе бидат инкорпорирани суди, правници, новинари, сите фели и кои ќе ја следат институциите на системот. И значи нема тука политичка партија црвен телефон, и немој овој наш човек, немој ова, значи кои ќе бидат страх и трепет. Дали верувате во тоа? Имаме ли тако? Верувам во тако систем апсолутно. Со интелектуалци од сите сфери апсолутно очекувам може да се направи убав систем. Меѓутоа многу зависи кои луѓе ќе бидат со тие квалификации кои што односно со тие титули кои ќе учествуваат натре. Ако се луѓе кои што се замешани во минатото, во многу афери, бегај од нив. Бегај од нив, тргни се. Баре млади, ако треба по некој пат, направи го тој систем мешан, земји од надвор, еминентни правници, да не кажам, еминентни луѓе кои што ќе дадат една друга димензија како тој совет ќе функционира. Како треба да изгледа? Да. Мада, да се разбереме, криминалот и корупцијата не се само кај нас, и во тој западен свет постојат. Сегдека коруптивноста е силен столб на една нестабилност во секоја држава. Меѓутоа, државите кои што умеат да го контролираат, тие се напредни држави. Државите кои што не умеат да го контролираат тој столб, дефинитивно стануваат заложници на такви криминални групи кои што денеска и во Македонија владеат. Криминалот значи не бира нации, не бира боја, не бира политика и така натаму, сегде постои, криминалот возраства тоа. Ја го потикнам, ја реков дека нема да оставам ова неправда до крај ќе одам, бидејќи ова е крајно убиство, јас реков, секогаш ќе кажат квалификато е убиство. Но, не само мојот син, како бројка, не сакам да биде. Тоа 1 + 1 бесконачно. Нема различница. Само починатите се виновни. Дали сметат, еве слушав денеска или вчера, стигна резултатите од вештачењето од Словенија за онкологија. Која е таа душа? Кој е тој мозок на луѓето кои со една нога се во гроб? Простите ми, почитувани драги мои пријатели, ја ве посетувам, колега сум ви во една рака. Не ми е мене воопшто тешко што си ја кажувам и мојата диагноза. Има експерти на онкологија кои се навистина, ја им се поклонувам. Ради таквите останувам во Македонија. Но како да речем на тие кои немале чувство за луѓе кои после на надеж им беа таа метода, така наречена, која, не дај Боже, таа вода што ја виката наместо биолошка терапија. Разбрав дека денес или вчера пристигна тој вештачки, тој извештај и каде што има доста интересни информации. Како го коментирате, да речеме и во клиниките кај што умираат луѓе кои не добиват соодветна терапија? Многу широк. Најнапред образованието. Едно време Кирил и Методи до пред 20 на години беше меѓу првите 2000 универзитети во светот. Денеска веќе го нема ни меѓу првите 10.000. А критериумот на таква местоположба како универзитет говори за квалитетот што произведува тој универзитет. Правници, доктори, економисти, сето тоа. Тоа се работи кои што дефинитивно во суштина го детерминираат кој човек излегува. Второ, уште побитно,
Криминалот и корупцијата се денеска занет во Република Македонија. Тоа е најсилниот занет кој го контролира. Нема сфера во нашето живење во кој што тој не е влезен. Дури еве говориме и култура, филмска индустрија, што знам, театри. И тука има криминал и корупција. Говориме во сите сфери, значи тоа е една метастаза на толку силно имплементирана. И објективно од тој аспект, како говориме за онкологија, говориме за медицината, тука е кај што ќе се разреши првото прашање. Ако јас го решам судството и обвинителството, ни тој лекар нема или тој таа лекарка нема утре да биде мирно да спие, бидејќи што знам, однела без ради нејзина небрижност, однела неколку животи од овој свет. Не смее тоа да биде. И тие мора да бидат казнени. Нема нешто што се зафаќа со нашите животни цели, дали едукација, дали развој, дали здравство. Нема кој што нема да биде одговорен пред законот. Таква правда, такво судство јас сакам во Македонија и да биде многу поригорозно. Казните да бидат веднаш, да не бидат долги процеси. Па да застареат. Да застаруваат. Тоа е болното во Македонија. Тукму таа застареност на предмети, тоа е типична форма на криминогенно општество. Застарени предмети во судство да има, тоа само може ради небрижност, ама нарачана небрижност да се заборави. Тоа е соучество во криминалот. Соучесник е во криминалот. Ако толерираш криминалец, му ги ставаш... Болката е многу длабока, Слободане. Болката, нажалост, ти рекав, ти фамилијарно тагуваш, апсолутно. Јас другачи тагувам. Меѓутоа, нема меѓу нас обичните граѓани кои сме го осетиле камшикот на ова наше судство и ова обвинителство, да тоа не сме го почувствувале, дека немаме функционална држава. Немаме. Се надевам дека ќе се роди така. И јас кажав и повторно ќе повторам, никогаш не сум бил перјаница ничија, ниту клиентелиста. Но да, надежта ми е во овој премиер, кој еве и вие го спомнавте на почеток неколку пати, дека треба да направи ресет, треба да направи вистинска смисла на зборот, чеканот на октоподот во глава, као што Бранко го спомнуваше, меѓутоа само декларативно повели. Ќе ми дозволиш малце за Мицковски. Да, тој се твои. Мицковски во рок од 1 месец 2 пати иди во Соединените Американски држави. Бидејќи Мицковски се нафати со најсилниот проблем во Република Македонија. Обвинителство, судство да го решава. Му треба подршка. И он ја добие од нив. Од ЕУ нема да добие. И тоа е правилен потез. Затоа ќе го подржа. Бара пријател, бидејќи сака да имплементира нешто што е типично за американски услови и овдека да биде. Јас апсолутно му посакувам да има долг живот, да проложи во оваа своја посветеност, да се обкружи со луѓе во кои што ќе имаат исти такви идеали да направат вистинско општество во сите сфери. Затоа сметам дека во моментов Мицковски за мене, во моментов гледам како него човек кој што навистина може да внесе нешто позитивно во нашата држава. Не нешто, туку нешто повеќе. Ти благодарам многу што беше мој соговорник. Благодарам, Слободан. Беше чест и задоволство. Почитувани, одна минута ќе оставам на Ивана, рекол дека моите соговорници, соработници се Кристина Томичова е продуцент. Ако некој друг не работил, јас се ангажирам, тоа моја керка и навистина креатор на оваа програма и за темите и за се. И благодарам на Ивана Алексовска. И мојата порака е не играте и натаму со џаволот вие, кои цело време правите џаволски работи во држава, бидејќи навистина народот рече доста. А ја ќе речам доста е со вашите безобразни и безчувствителни однесувања. Ивана, ќе завршиме со тие кадри што заслужуваат неодговорните политичари, суди, обвинители, доктори и се поред. Пријатна вечер.
Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.